бурите животни. Така. Во бурите животни, бидејќи тие се дел од животот, затоа ги викаме животни бури. И тие некогаш знаат да дојдат една по друга, да се слеат и нашата пловидба, животна пловидба, буквално да влезе во циклус на торнада, на урагани, од кои тешко дури можеме да се свестиме. Долго време ни треба да сватиме што не се случува. Нешто слично како на папагалчето Чипи. Може би некој го прочитал, тоа е како приказна, меѓутоа вистинска случка за несреките кои се случиле на едно папагалче кој си живеело среќно во кафезот, си пеело радосно, ама еден ден домакинката решила со преосмукалка да исчисти се она што се натрупало на дното на кафезот. Но во тој момент задзвонил телефонот, таа се свртела да го земе мобилниот и во еден момент усетила како нешто големо влегува во преосмукалката. Се паникјосала жената, исклучила преосмукалката, отворила и внатре во врекичето нашла една топка со прашина, како мрда. Било се уште живо папагалчето и првото нешто што и текнала на жената е да го стави под млас вода. И пуштила еден силен млас и за минута-две успеала да го исчисти, да го испере, ама тоа било целото така свиткано, треперало од студ, се уплашила дека ќе се разболи и вклучила фен на најсилна брзина и најтопло што може насочила така силен воздух кон него и го исушила. Преживеало папагалчето, ама до крајот на животот гледало втренчено со празен поглед и не запеало никогаш повеќе. Тоа се судбини кои нас знаат да не се случат, која ќе не задаси една бура после друга. И реално се таквите ситуации. Авторот на песната Добро е за мене, Хорацио Спафорд, мислам се викаше, така поминал циклус на неволи и ја напишал во такво време и таа песна. Прво во Чикаго, после криза ли што било или пожар го загубил целиот имот, целиот бизнес што го имал. Го пратил неговото семејство во Англија со намера и тој да се придружи после неколку дена и додека средувал така некои работи околу имотот, разбрал дека бродот потонал и го загубил целото семејство. И тоа се неволи кои не се случуваат. Минатата година беше позната по неволи на кои се случи на многу луѓе. Многу луѓе поминаа во болници, некои загубија и работа, некои загубија бизнеси, некои загубија блиски и велат дека ќе продолжи така. Вирусот нема да слабее, така велат барем оние што знаат, разбираат дека новите мутации ќе бидат посилни и ќе заразуваат повеќе и ќе предизвикуваат посериозни последици. Не знаеме дали ќе биде навистина така, но така предвидуваат. Дури некои велат дека секи се смири дури 2025 година. Мислам со вирусот, дека тогаш конечно човештвото ќе се пребори и тој ќе заплови тој вирус во некои така мирни, спокојни води, тоест ќе стане нешто вакво ендемско, тоест ќе стане дел од животот, како секој обичен грип. Но до тогаш до 2025 година ќе треба да се бориме. Не знаеме дали вистина, но тоа се предвидувањата. Ако е така, тоа значи дека ќе ни чека уште долго време ограничување кои ќе се одразуваат и економски и останато. Но и не е само тоа. И понатаму ги има останатите болести. Луѓето и понатаму, кога одат на лекар, има шанса да добијат диагноза, она непријатна диагноза, дека се болни од рак или дека им останува уште малку време. Остануваат се уште сите
опасности може да се случи земјотрес. Така оваа короната е само уште една бура повеќе, која загрозува, која не заплашува. Сите останати се исти. Дури напротив, сега со економските проблеми се големи опасностите од повеќе бунтови, штрајкови, па дури и војни. Тоа е сосема нормално. Така да не очекува нешто сјајно понатаму. Прашањето е како да се справиме и зошто воопшто Бог го дозволува. Бог ли го дозволува тоа? Па тоа е господар на се и веројатно штом се случува е во неговата волја. И често она вообичаено прашање што си го поставуваме сите е зошто треба да се случи тоа? Зошто едноставно Бог кој е семоќен не ја скрши кичмата на овој вирус, нели, како што ние знаеме да кажеме. Зошто не го уништи? Зошто не ги доведе во ред сите работи? Што се случува сето тоа, значи треба да се случи. Бог сака да се случи. Бог кој е добар и кој има добра волја за нас, бидејќи тоа е милостив Бог, очигледно има добра намера. И во секоја бора, секоја неволја, Бог има добар план. Некогаш не изгледа така, меѓутоа во една широка слика на глобален план, глобален животен план, секоја неволја има некаква добра цел. Големите урагани, они силни урагани и торнада кои ја напаѓаат Америка или западниот брег, кои нанесуваат големи материјални штети, понекогаш човечки, еколозите и научниците велат дека кога ќе се види глобалната корист од овие урагани или глобалната улога што ја играат во екосистемот, всушност тие се тие имаат поголема корист од онаа материјална штета што ја прават. Благодарение на тие урагани се распределуваат врнежите на јужната и северната хемисфера. Благодарение на тие урагани се нормализира температурата на воздухот, да не биде премногу екстремно или екстремно студена на север и да не биде екстремно топла на екваторот. Така да, дури оние обиди што почнаа да ги прават, бидејќи сегашната техника може да се превенира создавањето на тие торнада, решиле дека нема да го прават, зашто така ќе нанесат поголема штета за глобална штета за екосистемот, отколку онаа материјална штета што ураганите ја нанесуваат во градовите и на луѓето. Така и со овие бури со кои се соочуваме во животот. Бог некогаш ни праќа такви, ја ремети онаа спокојна пловидба за да постигне нешто добро. Тоа сме збореле многу пати. Секоја бура всушност не јакне и бурите ги коригираат слабите места во нашиот карактер. Како што вели, како што пишува Јаков, треба да се радуваме на тие испитања, бидејќи секој испитање, секој страдање на крајот на краиштата не усовршува. Тоест, Бог сака преку нив да не доведе до совршенство без недостаток. Бог знае во која област да даде таква бура, во областа во која сме слаби, да ја заакне таа област. На крајот, после тоа испитание, во тие области кои сме слаби, да излеземе посилни. Или Петар вели дека бурата е како оган низ кој се прочистува златото. Златото треба да помине из оган, да паднат сите оние примеси кои го намалуваат сјајот, кои го потемнуваат, да на крајот излезе она убаво, чисто, сјајно злато. Така, бурите сеат, го тргнуваат од нашиот карактер, од нашиот живот, оние примеси кои пречат и да имаме добри односи со Бог, но оние примеси кои пречат да се види нашата светост, тоест Божјата светост во нас. И ако е така, ако тие се Божјата волја, тогаш како треба да се однесуваме? Бог очекува да се однесуваме спокојно и мирно во бурите. Дури на некои места тој ги укорува луѓето кога неспокојно се однесуваат кон бурите.
Например, во Матеј 8 глава, 23-26 стих, кога учениците патува, пловеа со него, Исус пиеше, тие беа во коработ, фати бура, се уплашија дека ќе умрат, го будеа Исус, и кога Исус се разбуди им рече, зошто се плашите, маловерни? И тоа укор, со укор им рече, зошто немате вера? Се плашите дека ќе загинете? Не. Па јас сум со вас, Бог е со вас. Може ли да потонете заедно со Бог? Може ли Бог да умре? Не. И на многу други места, Бог ја искажува својата волја на Исус Навин, кога му се јави Бог пред да влезе во земјата, во ветената земја, а таму имаше джинови во таа земја. Имаше градови утврдени со зидови, дебели зидови. Исус Навин го очекуваше тешка војна. Го очекуваа тешки непријатели. Па таму живееа народи со векови. И он требаше сега да исчисти таа земја од тие народи. Он со војска која воопшто не војувала, со војска која не знаеше што значи да се војува. Војска која 40 години живеела во пустина. Народ кој се состоеше од жени, деца, требаше да ја освојува таа земја. А таму, знаеме, живееа джинови, оние големите, како Голијат. И Бог му рече, биди црст и храбар, не плаши се, не се ужасувај. Зборот ужасувај, не паѓај во депресија, немој да влегуваш во некакви хистерии. Зошто? Јас ќе те закрепам, ќе ти помогнам, ќе те поддржам со мојата победоносна десница. Или с други збори, мојата десната рака, нели, по правило посилна, мојата најсилна рака, посилната рака ќе биде со тебе. Во Исаја 41:10 вели на народот, не плаши се, зашто јас сум со тебе. Не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој. Јас ќе те закрепам, ќе ти помогнам, ќе те поддржам со мојата победоносна десница. Тука е десницата си. Добро. А во 2 Тимотеј 1:7 е дадено она Павле што му го вели, што го пише на Тимотеј, Бог не ни даде дух на страшливост, туку на сила, љубов и воздржливост. Овие нешта ни се дадени како заповед, како директна заповед. И овој текст што го прочитавме на почетокот, Филип што го прочита, и тоа е дадено како неколку работи во Матеј како заповед, во заповедна форма се дадени. Така Бог ни заповеда да не се плашиме. Бог ни заповеда да не испаѓаме во ужас, да не испаѓаме во паника. Зошто ќе видиме, нели, малку понатаму. И сега, кога говориме за тие стравови, нормално е да не нападне страв. Нормално е да имаме природни реакции некој пат, кои се дури така инстинктивни. Кога некој замавне рака да се скриеме. Или пак кога... Нормално е да има некој разумен страв кој ќе не тера да планираме, да работиме на усовршување, да работиме на решавање на проблемите, да работиме на превенција на проблеми. Сето тоа е нормално. Меѓутоа, овдека, всушност во овие стихови што ги гледаме, Словото адресира, истакнува состојби или поведение кои ние свесно избираме да го следиме. Ние свесно избираме да не спиеме навечер, туку да размислуваме заради проблемите. Свесно избираме да реагираме на нешта со страв, во страв и паника, на нешта кои не знаеме дали ќе се случат, предпоставуваме дека можеби ќе се случат. Или пак мислиме на нешта кои се реална опасност за други, не за нас, и ние стравуваме дека и за нас можеби ќе станат опасност. Како што велат статистиките, човек се плаши за нешто за кој 90% има веројатност дека нема да му се случат во животот. Така да ако постои само 5% веројатност, човек ќе почне да се плаши и да мисли за тие работи. Иако веројатноста до 90 повеќе проценти дека и нема да се случат во животот. За таквите ситуации, за таквите стравови, Словото е многу јасно дека не треба да бидат
таквите стравови дел од нашиот живот. Бидејќи ако овие стихови се дадени како заповед, ако мирот е даден како заповед, ако спокојството ни е дадено како заповед, тогаш стравот значи кршење на Божите заповеди. И тоа е грев. Кога сме непокорни на Бог, ние грешиме. С други зборови, стравот во нас покажува недоверба, неверие во Бог. Дека Бог не е доволно мокен да се справи со неволите во животот, дека тие планини кои се пред нас не се посилни, т.е. Бог нема мок да ги тргне, или пак дека тоа што не се случува не е навистина најдоброто за нас. Тоест, Бог прави некои работи за нас кои не се добри и ние се плашиме дека ќе се свртат против нас, против доброто. Тоест, не веруваме во Божјата добрина, не веруваме во Божјиот суверенитет, дека тој секогаш го има најдоброто за нас. И тоа, дали се разбира, е грев. И секој грев како грев си е грев. Па дури и стравот и паниката си е грев, е грев. Грев кој против кого треба да се бориме. Треба да се покаеме за таквите мигови во животот, бидејќи ни пречат реално да имаме блиска врска со Бог. Зашто секој грев застанува меѓу нас. Секако тој грев ни пречи во односите со луѓето. Стравот, паниката ги руши и нашите односи, прво со Бог и потоа меѓу нас. Меѓутоа не е само да жалиме, се покојуваме, туку треба да работиме. Бог бара соодветно однесување. И јас би сакал да говорам сега за овие нешта, кои се за нашето правилно поведение во бурите. Бидејќи и ова ќе биде последна оваа проповед, пак во јануари, или веќе сме почетокот на февруари, од следната недела продолжуваме со второто послание до Коринтијаните. Имаме одговорност. Ние сме одговорни за нашите реакции во бурите. Независно од тоа како сме создадени, независно од тоа какви гени има во нас, независно од тоа на што сме склони повеќе, секој има одговорност за реакцијата што ќе ја покаже во бурите или реакцијата што ја покаже во животот за можните или неможните опасности. Да, има луѓе кои размислуваат повеќе, се поплашливи и кои полесно испаѓаат во паника или во депресија. Има такви луѓе. Има луѓе пак кои, не знам дали бидејќи, јас не сум од таа категорија, не размислуваат доволно или имаат повеќе вера и спиет поспокојно, дури и во големи опасности, дури и во големи проблеми. А нели како што кажав, има луѓе кои се испаѓаат во паника, во страв, размислуваат навечер, не може да заспет. Јас сум таа група. Ја сваќам причините за мојата состојба, но потешко ги сваќам причините зашто некој не полесно поминува. Но секој ја има одговорноста. Да се однесува правилно она како што Бог сака, со вера, со увереност, дека Бог секогаш го дава изразот и го има најдоброто. За тоа. Ние знаеме да си ги рационализираме нашите слабости, да кажем, па јас сум така роден, или моите биле такви, или околностите ме направиле таков. Како за секој друг порок. Да, има луѓе кои се посклони, можеби и биолошки кон блудство, не знам, или кон криминал, кон краден или такви работи. Но тоа не го ослободува од одговорноста. Секој е одговорен за своите постапки. Секој треба да работи на својот карактер, да живее во вера во Бог, со верата во Бог. Секој е одговорен да се однесува како што Бог сака. И во оваа ситуација, тоест во оваа област, во стравовите, паниката, депресиите, секој има одговорност да се однесува како што Бог сака. Посегањето кон нелесниот начин, тоест кон средствата за смирување, дали секогаш е Божјата волја? Дали тоа е она што Бог го сака од нас? Да, има ситуации кога има навистина душевни причини,
навистина има потреба од консултации, совети од лекари, лекови кои или медицинска помош и така натаму, бидејќи како што има физички болести, има и душевни болести. Навистина е така. Меѓутоа, зошто некој народ воопшто не користи такви средства, а некој скоро секој ги користи. Например, велат дека во Македонија користењето на лексилиум и хелекс, диазепам е многу повеќе од колку, кажеме, во други земји. Тука луѓето така лесно посегаат на такви работи. Дали, и што на крајот се следува сето тоа? До вербата. Веруваме дека тоа средство, таа таблета, ќе не смири полесно, посигурно, отколку верата во Бог. Јас 15 години, повеќе од 15 години, секој ден пиев. Или лексилиум, или диазепам, или хелекс, што имам. И на крајот стигнав навечер за спиење да земам хелекс од она најголем, 1 грам ли беше или 0, како се вика тоа, веќе заборавив. И тоа едно ќе земам, после пола сат уште едно ќе земам, и после кај 2 уште едно ќе земам. 3 сум зимал по една вечер. И минатата година беше веќе март месец, реков повеќе, зашто гледам дека не помага. Нема да зимам. И отидов за редовната терапија и докторката по она што гледа компјутер вика хелекс, викам не ми пишу, јас веќе не пијам. И таа рече, ама не може така, треба постепено да се откажуваш. Викам, јас ги прекинав веќе цел месец не пијам. И од тогаш не пијам. И да ви кажам, спијам многу добро навечер. До тоа работата се следува на тоа дали јас верувам дека молитвата ќе ми даде спокојство и мир. Дали Бог ќе ми го даде тој мир или пак мирот ќе ми ја даде хемијата. Не. Бог сака да бидеме одговорни. Бог очекува да бидеме одговорни во нашиот однос кон Него и да ги решаваме тие проблеми на духовен начин, како што нели и Библијата тоа ни го кажува. Со верата во Него дека Тој може да ни даде мир, дека Тој ни дава мир во животот. Затоа треба да се фокусираме кон Божиот суверенитет. Што значи тоа? Значи верата дека Бог е Господар. Бог седи на престолот и од таму ги контролира сите работи и тој решава кога, што, како ќе се случи и во својот суверенитет тој спроведува својата добра волја. Она што е најдобро за нас. Добрата волја. Бог секогаш има најдобро. И тоа е нашиот проблем. Ние немаме верата во Божиот суверенитет. Или не веруваме дека Бог навистина контролира, или не веруваме дека Тој има моќ нам да ни даде најдобро. Има некакви сомнеши во Божиот суверенитет. Стравот го покажува тоа. Недоволна вера во Божиот суверенитет. Или недоволна вера во Божијата добрина, која пак се спроведува или преку неговата семокност, неговиот суверенитет. Но вистина, која е причината поради која не спиеме навечер? Или кога ќе ни се каже некоја, ќе ни се најави некоја можна лоша вест, тоест или губење на работа, или пак намалување на буџетите, или пак резултат некој лекарски кој има сомнеш, првиот сомнеш дека може да биде и непријатен, и ние испаѓаме во страв и не спиеме навечер. Поради што доаѓа тоа? Име токму поради тоа. Веќе не веруваме дека Бог го има најдоброто. Секогаш во секоја ситуација. Што и да дојде, тоа е најдоброто за нас. Бог е добар, семокен и го спроведува секогаш она што е најдобро за нас. Затоа треба, а недостатокот на вера е непознавање на Божиот суверенитет, непознавање на Божиот карактер. И тие работи се поврзани. Недоволното познавање на Бог, на неговиот карактер, на неговата добрина, недоволното познавање на суштината на Бог, доаѓа од слабата врска со Него. Недоволното познавање на Бог.
ние не сме соединети со него. Ние во вера треба да се соединиме со Бог, да се соединиме со Христос, да градиме една блиска, здрава врска, секојдневна врска. Во таа врска ние растеме во познавањето на Бог. И колку повеќе го познаваме Него, Неговата добрина, Неговиот карактер, Неговата љубов, Неговата сила, толку повеќе ќе веруваме во Него. А колку повеќе веруваме во Бог, во Неговата сила, во Неговиот суверенитет, така ќе доаѓа и мирот и спокојството. Врзани се тие работи. Зато треба да читаме. Секојдневно да ја читаме Библијата. Секојдневно да се молиме, да останеме во време во молитва. И така ќе доаѓа увереноста во нас. Не е можно човек кој со вера е поврзан со Бог, со вера е соединет со Бог, да го живее тој живот. Нашето искуство во молитвите, читајќи го Словото, Бог ќе не подсетува преку Неговиот дух на нашето искуство во минатото. Јас многу пати кога испаѓам во таква ситуација, а претходно многу пати сум испаѓал во таква ситуација, на крајот ќе слушнам нели она што ќе ми каже Бог, ама досега колку пати си бил во таа ситуација и твојот страв се покажал и сите ноки на неспиење, сите стресови се покажале залудни. Зашто на крајот пак Бог го правил доброто. Еден пастор, некој пастор отишел кај Били Греем некојаш така на совет да му ја каже маката дека има грижи, дека не спие навечер, мисли на црквата, на проблемите, во семејството, на децата, да секој има за што да се грижи, нели? Секој си ги има своите проблеми, тој му го бери гајлето на секого и затоа се превртува навечер. И тогаш Били Греем му рекол, вака сега ќе ти кажам. Кога ќе се легнеш навечер, ќе му кажеш на Бог, Господи, сега ќе си легнам, а ти мисли на моите проблеми. Ти нема да спиеш, зашто ти си Бог, Бог не спие. Ти мисли на моите проблеми, зашто ти и така не спиеш, а јас ќе си легнам да спијам. И тоа Бог го сака од нас, така да правиме. Да си легнеме навечер да кажеме, Господи, сега ќе спијам. А ти чувај ме, грижи се за мене и ти мисли за мене и за моите проблеми. Зашто Бог е Бог кој се грижи за нас, за се. Друго нешто што треба да правиме е да ги ограничиме нашите грижи, нашите мисли, нашиот живот на денот што го живееме. Или како што нели пишува, и така не бидете загрижени за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си. На секој ден доволно му е неговото зло. Ескимите се луѓе кои најдобро го живеат ова. Тие, бидејќи се во екстремни услови, живеат во екстремни услови, тие мислат навистина секој ден само за тој ден. Дури Кајнев има една филозофија дека секој ден всушност е нов живот. И ако прашате еским на крајот на денот колку е стар, тој ќе ти каже, веќе скоро сум цел ден. Секој ден почнува одново животот. Условите го натерале така тој да не мисли на пензиско, тој да не мисли на што ќе се случи после 20 години, кога ќе му порасна децата дали изградил куќе за нив, зашто они си градат од снег куќи. И знае дека и после 20-30 години ќе има доволно снег да му изгради едно игло или како се викаше. Тој мисли за зашто тоа игло потоа кога ќе дојде јуни месец, ќе почне да се топи. И тој прави игло за 2 месеци или за една недела. Тој научил така да живее. Мене ми се случило кога ќе легнам навечер и да почнем да размислам, уште колку години има до пензија. Уште толку. Јас ќе земам минимална пензија или дел од минималната пензија. Краси таа нема да земе ништо. Што ќе правиме тогаш, кога ќе се пензионираме? И еден куп други работи. Бог рекол, треба да се грижиме денес за денешниот ден. Доволно се грижите за денешниот ден. Добро, јас мислам за после 15 години за пензијата, ама има луѓе кои, например, размислуваат на најавите дека после 30 години астероид ќе удри во земја. Што ќе правиме тогаш кога астероид ќе удри земјата? Знаете ли дека сега кога умираат луѓе кои живееле 60-те, 70-те години во Америка?
И никој не им го отворил, не го отвориле длабокото, тоа се они само горе ставаат, а што има оддолу никој не видел. И сега кога веќе ќе умрат, и доаѓаат луѓе или нивните деца, ги одмрзнуваат фрижидерите с длабоко замрзнување и наоѓаат одоздола месо од 62, 3, 70 година и тоа големи количини, луѓето ги говорат тогаш од страв дека руснаците ќе фрлат атомска бомба во Америка. И мора да во нивните залихи во подрумите да имаат храна во таков случај. Тоа не за еден ден, една недела, туку за неколку години, зашто толку време ќе трае озрачувањето. Така да опремени во случај нели да не падне атомска бомба. Доволни се грижите за денес. Бог сака да се грижиме со грижите за денес. Треба да разбереме безсмисленоста на грижите. Исус вели, кој од вас може, грижејќи се, да му придода на својот раст еден лакот? Или, со други зборови, што ќе ви помогнат? На кој начин грижите ќе го подобрат вашиот живот? Ми навистина одговорите никако. Грижите само го загорчуваат животот. Не го подобруваат никако. Го прават помизерен, да го поминеме во страв, во депресија, не радувајќи се на работите што ги имаме. Многу пати грижејќи се за она што, за понатамо она што ќе дојде, ние не се насладуваме и не уживаме во она што го имаме сега. Сега ни е добро, а се плашиме дека утре нема да ни е добро и не се радуваме на доброто што го имаме денес. Не. Грижите само ни одзимаат време, ни одзимаат сили, не парализираат, да бидеме активни сега. Затоа некои велат дека подобро дури и да ги игнорираме проблемите, отколку да се грижиме. Најдобро да се справуваме. Но ако избираме дали се грижиме или да игнорираме, подобро да игнорираме. Што постигнуваме со тоа што нема да спиеме навечер? И на утрешниот ден ќе бидеме нервозни, ќе бидеме изморени и нема да можеме да се справиме добро со обврските што ќе ги имаме. Во писмата на душевадникот, нели од Луис, стариот демон, нели оној што мој учител го учи младиот, му вели: Бог сака луѓето да бидат ангажирани со она што во моментот им се случува. Но нашата работа е да ги држиме загрижени за она што може да им се случи. Тоа е целта на злото, не на нечистото. Така, миговите кои ни се потрошени во грижи и неспокојства се сушност остварување на целите на ѓаволот, не на Бог. Ние ги остваруваме целите на ѓаволот. И што ако се случи најлошото? Тоа се ако се остварат грижите. Сме се плашале за нешто и тоа се случило. И тоа е реална варијанта. Доаѓаат и такви мигови. Ами останува Бог. Тоа е тоа. Се во нашиот живот еден ден ќе си отиде. Се ќе загубиме, но останува Бог. Зашто уверен сум, вели Павле, дека дури ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни еднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту кое годо друго создание не ќе може да не одвои од Божјата љубов која е во Христос Исус, нашиот Господ. Бог останува да седи на престолот. Бог останува да го врши најдоброто во нашиот живот. Зашто на крајот на краиштата, на се што сме се надевале, се ќе си отиде еден ден, се ќе загубиме еден ден. Зашто ништо нема вечно. Единствено останува Бог. Тоа е тоа. Тоа е вистината. Единствено останува Бог, кој секогаш ќе се грижи за нас. Единствено Бог останува стабилниот, суверениот Господар и добротвор во нашиот живот. И кога најлошото доаѓа, и тогаш го имаме Господ. И смртта не може да не оддали од љубовта на Господ. И несреќите не може да не оддалат од љубовта на Господ. И најголемите маки не може да не одвојат од љубовта на Господ.
И тоа дава, всушност, тоа нешто дава спокојство и мир. Во времето на големите гонења во првите векови, навистина христијаните били изложувани на ужасни маки. Биле мачкани со запаливи средства за да горат полесно, кога биле ставани на клади. Биле фрлани на зверови и тоа претходно облекувани во кожи од свежо одрани овци, животни, за да уште повеќе лавовите во арените се како да кажеме, се предизвикат, да се разјадат така, разјарат. И оделе во арените. И тоа смело. Зошто? Зошто знаеле дека смртта ќе биде само мигот кога ќе се отидат кај Христос. Тоа е, на крајот, она последното, најлошото што може да се случи, всушност најдобро. Најлошото смртта ќе го доведе најдоброто, ќе се бидат со Христос. И на крајот молитвата. Молитвата е најдобрата алтернатива. Нема ништо подобро од молитвата. Не грижете се за ништо, туку во се. Преку молитва и благодарност искажувајте ги своите барања пред Бог. А Божиот мир што го надминува секој разбирање, ќе ги штити вашите срца и вашите мисли во Христос Исус. Гледате, не грижете се, вели. Не грижете се за ништо. Но што? Во молитва и благодарност давајте се на Бог. И тогаш оној мир кој го надминува разбирањето, кој не можеме да го сватиме никогаш, тој мир ќе не, како една заштита, како една ограда, ќе не покрие, ќе го покрие срцето, ќе го покрие умот, мислите, во мир и во спокојство. Петар вели, не грижете се за ништо, туку вашите грижи предавајте ги, или зборот овде кај буквално вели, префрлувајте ги. Тоест, на Господ кој се грижи за вас. И тоа е запишено во 2 Петар 4 глава. И идејата која е? Ти имаш некој товар, не можеш да го носиш и буквално го префрлуваш на грбот на друг. Тоа е идејата. Вели Петар, префрлете ги вашите грижи на Бог кој се грижи за вас. Дајте му ги нему. Тој нека ги носи. Тоа е идејата. Не носете ги вие. Во молитва, буквално, префрли ги, зашто Бог сака така. Бог бара. Вели, префрли ги, аз ке ги носам твоите грижи. И тоа се прави преку молитвата. Тоа е поентата на молитвата. Да му ги префрлиме и да ги оставиме таму. Без да си ги земаме пак назад. Зашто нема да успе ако ги префрлиме, потоа пак, вели, Господи, дај ми ги, аз да си ги носам. Молитвата. Спрџан во една негова книга, во една проповед, говори за христијани кои патуваат кон небото во прва класа и христијани кои патуваат во втора класа. Воз, така да кажем, или... Знаете, во прва класа има поудобни седишта, може и да си легнеш, во втора класа се е така и повеќе луѓе се постегнати, постиснати. Вели, они што патуваат во втора класа, живеат според Псалм 56.3. И тамо пише овака. Кога стравки ме спопадне, во тебе се надевам Севишен. Кога ќе дојде стравот, јас се надевам на тебе. А вели, они што патуваат со прва класа, го уживат комфорот на Исаја 12.2. Кај што пишува. Ете Бог е моето спасение. На него се надевам и не се плашам. Зашто Господ е мојата сила. Господ е мојата песна, тој ми е спасение. Вели, мојот живот е песна. Не се плашам од ништо. Зошто? Зашто Бог е моето спасение. И сега, која е разликата меѓу патување во прва и втора класа? Оно што патува во прва класа, вели, јас не се плашам, Бог е моето спасение. А оно што е во втора класа, вели, кога ќе дојде стравот во мене, кога ќе дојде паниката, и тогаш јас ја покажувам мојата надеж во Господ. Нели, кога стравки ме спопадне, се надевам Севишен. Дозволуваме стравот да не владе и тури тогаш ќе се сетиме на Господ. И има разлика. Има разлика. Јас мислам дека сум во трета класа, но како и да се борам. И со годините има напредок. Гледам дека со годините
има напредок. И тоа е целта, да напредуваме во верата во Господ. А на крајот на краиштата, дали ќе птуваме во прва, втора или трета класа, изборот е наш. Само наш. Не можеме да го пренесеме, вината да ја пренесеме на друг. Само наш е изборот. Зашто преку благодат, Бог сака сите да патуваме во прва класа. Да го живееме животот со верата и надежта во него и да не се плашиме. И дури и во најсилните бори да остануваме спокојни. Не знаеме што ќе донесе иднината, не знаеме историјата, каква историја ќе се испишува понатаму во човештвото, зашто многумина велат дека се овие многу такви пресвртни моменти во историјата. И сега се испитуваат многу работи. Сега навистина се гледа дека оние земји кои ги сметавме за многу хумани, многу напредни, во тој поглед, ствари се многу себечни. Си мислат само за себе. А себечноста секогаш на крајот се свртува како зло, бидејќи они сметат ако се вакцинираат, они ќе преживеат, а другите ќе умрат. Ами, ние сме врзани, човештво е врзано. Тој вирус овдека ќе измутира, ќе стане попасен и ќе се префрли кај нив, и тука ќе се стекне имунитетот, таму ќе тие вакцини ќе ги направи. Себично се покажа, овие се многу такви моменти. Ние мислиме дека поминаат двете светски војни, човештвото се скокна нагоре наеднаш, Обединените нации, грижа за сиромашни, Црвен крст, еден куп организации кои работат на подигање на совеста на луѓето, еден куп организации кои работат на организирање на светот за доброто на сите и така натаму. Една грижа, ништо. Човештвото си е останало каде што си било од секогаш, во гревот, во себичноста. Живееме во такви, навистина, револуционерни времења во поглед на динамиката на настаните во кои се движи се. Не знаеме како ќе се испишува. Ние испишуваме, ние сме дел од таа историја. Но да испишуваме една богугодна историја. Историја во која ќе бидеме запамтени како луѓе кои смело ги прифаќале предизвиците заради верата во Бог. Кои времење во кои и покрај се останале навистина Божите луѓе полни со љубов, полни со благодат, полни со добрина. Луѓе кои задоволени во Христос се посветуваат на слугување на останатите, не плашејќи се што ќе се случува, бидејќи стравот е тој што ќе направи уште посебични, уште помизерни. Бог затоа не сака да живееме во страх, во паника, зашто така ќе бидеме она што тој сака. Ќе бидеме неговата суштина. Слуги кои слугуваат на останатите. Амин.